Ученици, ви посакувам добар ден. Јас сум наставник Тања Танасковска и денес во училница ќе се запознаеме со наставната единица алегорија. Што ќе научиме на денешниот час? Дека алегорија е стилска фигура со која метафоричното, т.е. преносното значење на мислата се реализира во целосна слика. Оваа стилска фигура често се дефинира и како продолжена метафора. Што знаеме од претходните оделенија? Дека сите стилски изразни средства со украсна функција се нарекуваат фигури или слики. Фигура е секоја употреба на некое изразно средство, на тој начин што тоа станува видливо, забележливо, а во исто време придонесува за возвишеност на стилот. Досега од претходните оделенија познати ни се следните стилски фигури. Епитет, со кој многу често се среќаваме во творбите кои ги изучуваме за време на часовите по македонски јазик. Компарација, исто така многу добро позната стилска фигура. Персонификација, ономатопеја, метафора, со кои што се запознавме во 7 оделение. Анафора, епифора, кои што ги знаеме уште од 6 оделение, и уште многу други стилски фигури. Еден волк се насладувал со месото од неговиот плен, кога најнаш му застанала малечка коска во грлото, и тој не можел да ја голтне. За кратко време, грлото почнало многу силно да го боли, а тој виејќи од болка, избезумено трчал напред-назад, очајно барајќи начин како да си ублажи болката. Кого и да го сретнел, го убедувал да му помогне и да му извади коската. Ке направам се што ќе посакате, велел тој, само извадете ја коската. На крај, чапијата се согласила да му помогне. Му наредила на волкот да легне настрана и да ги отвори челустите колку што може пошироко. Потоа го пикнала долгиот врат во грлото на волкот и со клонот успеала да му извади тенката коска. Сега ќе ја добијам ли ветената награда, прашала чапијата. Волкот ги наоштрил забите и рекол: биди благодарна што ја пикна главата во грлото на волк и ја извади цела. Тоа ти е доволна награда. Од оваа басна, всушност, ќе извадиме поука дека благодарноста и алчноста не одат рака под рака. Всушност, оваа поучна мисла, што извлековме од оваа басна, представува алегорија. Како што видовме, дека во басните најчесто се употребува стилската фигура алегорија. Басните, всушност, се мали епски дела во стих или во проза, во кои на алегоричен начин се опишуваат човечки особи. Најчесто во басните главни актери се животните, а се исмејуваат особините на луѓето. Басните во целина се една алегорија. Карактеристика на алегоријата е тоа што таа не го менува самото значење на зборовите, туку предметот за чие објаснување се користат тие. Најмногу доаѓа до израз во басните, кои во целина се една алегорија. Од сево ова заклучуваме дека алегоријата е стилска фигура со која метафоричното, т.е. преносното значење на мислата се реализира во целосна слика. Оваа стилска фигура најчесто се дефинира и како продолжена метафора. Пример број 2. Петел и бисер. На буниште некој петел зашол и случајно зрно бисер нашол. Намуртено започнал да збори, барем да е некому од корист. И чудно е што толку ценет, а например да ме прашаат мене, многу сакам штом дома се врнам да ме чекаат јачменови зрна. Ко бисерот не блескаат тие, но чудесна сласт во нив се крие. Будалите везден така судат, што не сваќаат, презираат и кудат. Да поразговараме за басната, значи, во исказите од петелот може да ги пронајдеме некои од човечките особини кои всушност постојат.
Исто така, можеме да го анализираме размислувањето на Петелот за вредноста на бисерот што го нашол. Може да одговориме што е најважно за Петелот и објаснија поуката што ја извлекуваме од самата басна. Поуката во басната е дека секој ги цени и проценува нештата во животот според своите потреби и размислувања. Во поучената мисла или исказот место јагне, темен волк тој згоди, сушност се употребена стилската фигура која што денес ни е предмет на изучување, а тоа е алегоријата. Алегорија е стилско изразно средство, преку кое зборовите и поимите добиваат преносно значење или, како што вели народот, за едно се зборува, на друго се мисли или се однесува. Таа уште се смета, рековме и погоре, за проширена метафора. Алегоријата, освен во литературата, често се среќава и во секојдневната комуникација и поучните мисли. Што научивме досега? Дека алегоријата е стилска фигура со која метафоричното, т.е. преносното значење на мислата се реализира во целосна слика. Оваа стилска фигура често се дефинира и како продолжена метафора. Откако ја обработивме наставната единица алегорија и повторивме за изученото, за домашна задача учениците ќе имаат да најдат на интернет 2 басни и да ја пронетат алегоријата во нив, извлекувајќи некоја поучна мисла. Да го провериме наученото. Лав и лисица. Остарел лавот и не можел веќе сам со своја сила да си прибавува храна. Затоа решил да најде друг начин за ловење. Се повлекол во една пештера, се испружил таму и објавил дека е тешко болен. Така го фатил и ги зел сите оние животни што дошле да го видат. Кога биле веќе многу ѕверки уништени, дошла и лисицата. Таа веднаш ја разбрала неговата итрина. Застанала подалеку од пештерата и го запрашала лавот како се чувствува во болеста. Тој одговори: лошо, не сум арен, а ти зошто не влезеш? Лисицата тогаш рекла: јас ке влезев ако не бев ги видела траговите од многуте животни што влегуваат во пештерата, а не видов ниеден што излегува од неа. Која е алегоријата во басната? Значи, алегоријата во оваа басна, што ја зададовме за да го провериме наученото, е всушност дека од мудриот секогаш има некој што е помудар од него. Да повториме. Што е алегорија? Дека е стилско изразно средство преку кое зборовите и поимите добиваат преносно значење. Каде најчесто се среќава алегоријата? Алегоријата најчесто ја среќава во басните, меѓутоа може да се употребува и во секој дневниот говор, најчесто во поучните мисли. И како уште се нарекува алегоријата? Алегоријата се нарекува проширена метафора. Ви благодарам за вниманието.